Здраво за овните овде. Ајде да видиме за вас, драги овни, кои се пораките за месец август. Значи, се што ќе биде кажано овде, може да се однесува за вас, може и не, затоа што сте генерални пораки, генерално зборуваме за многу од вас и апсолутно за сите можни полиња од животот. Затоа, секоја порака овде ќе биде во вид на метафора, а вие ќе бидете, јас верувам дека вие можете и знаете да ја разберете и да знаете за кое поле во вашиот живот се однесува. Сега, ако чуете нешто кое нема смисла, тоа не е за вас и не обрнувајте внимание. Да почнеме од почеток. Да видиме овните, еден дел од овните, јас мислам дека моментално не сте баш во некаква добра состојба, некаква идеална состојба. И ова заради кое не сте вие самите, верувам, меѓутоа може би има некој во вашиот живот кој ви го ремети вашиот баланс, нешто ви предизвикува некакви немири, некакви стравови, нешто неубаво ви носи, ви прави, ви се случува, а може би едноставно сте вие самите. Вие предолго се обидувате да избалансирате нешто во животот. Дали физички, дали ментално нешто се обидувате да избалансирате, тоа вие знаете, меѓутоа балансот е од две крајности, буквално од една крајност во друга се нештата. Не, тоа е и затоа толку тешко вас ви оди да го избалансирате ова. Може би имате двајца во животот, едниот е водолија, другиот е шкорпија, и помеѓу нив е проблемот да се избалансира нешто. Може би се само две може би тие двајца, тие две особи во вашиот живот се одат од една крајност во друга. Вие се обидувате да најдете една средина со нив, да се најдете на средина, да најдете некаков баланс. Може би пак се само две нешта, две работи во животот кои се од една крајност во друга, од една апсолутно најнеубава состојба, од еден страв, од една паника, од еден ужас, буквално во другата крајност е една позитивност, една среќа, еден оптимизам. На средина вие сакате да дојдете од сето ова. Вие се обидувате ова нешто да го избалансирате. Меѓутоа, засега тешко ви оди, многу тешко ви оди, а јас мислам дека тешко ви оди затоа што вие повеќе некако се фокусирате на негативното. Не повеќе, туку вие буквално последно време сте премногу обседнати, фокусирани само на негативните детали, само на она што ве боли, само на она што ве повредува. Вие буквално во главата, вие во умот, во мислите креирате цела една приказна и тоа е негативна, со негативен исход. Јас не знам зашто толку енергија трошите на негативното. Сета ова енергија може буквално да биде насочена кон позитивното, зашто во умот, во мислите не ја креирате оваа приказна позитивно, со позитивен исход. Вашите стравови вас не ви даваат да мислите разумно и позитивно периодот. Вие имате некакви стравови, може би се поврзани со здравието, може би сте имале некаква интервенција, може би се случило нешто со вашето здравје. Имате многу големи стравови. Може би пак, ако не е за здравието, е нешто во бракот или во семејството, или на работа, или пак е некаков
судски спор. Значи, вие имате страшно големи стравови. Овие стравови ве прават, ви кажав да креирате, вие во умот постојано го водите овој разговор, ништо не преземате, меѓутоа во главата постојано во умот имате диалог. Ако се работи за личност, например, вие со него во умот си замислувате како разговарате и постојано се негативно му кажувате, ви враќа си кажувате, постојано диалогот е негативен. Не знам зошто, можеби кажав, потикнато од стравови, можеби од некаква повреда, можеби од тоа што веќе не можете да го постигнете балансот. Затоа што предолго трае, веќе вас почнало ова малку ова веќе ве нагризува и ментално и физички почнувате да чувствувате непријатности околу ова. Сега, што е она што ќе се случува во август? Во август доаѓа некаква порака и сега јас не знам како да ви ја објаснам, затоа што не доаѓа, можеби нема да дојде од личност, можеби нема да дојде од човек. Некаква порака, можеби на поинаков некој начин ќе ја добиете, ќе ја доживеете, може како инспирација, може, не знам, како и да е, ова нешто што доаѓа, оваа порака, како некоја магија е. Што и да представува зборот магија во овој случај за вас, ете на тој начин доаѓа. И ова конечно ќе ве врати сега во живот. Значи, буквално, ако се работеше за здравје, ако се работеше за работа, за некој судски спор, некакво решение, некаква вест, некаква порака, некаква состојба нова, во која ќе се најдете, конечно, знаете, еден циклус завршува сега. Крајот на август, бидете сигурни дека циклус некаков завршува. Може би е спор, може би е нешто во работата, може би е во домот и семејството, меѓутоа што и да било тешко, претешко, до сега зборувавме за негативните страни на сето ова, меѓутоа ова конечно ќе ве врати назад. Вие мислевте дека е изгубено се, сега вас ве враќа или нештата ги враќа конечно назад, ги враќа во живот. Буквално ви кажам како некоја магија, или пак некој направил нешто за ова да се случи, ова што го правил како магионичар го направил. Толку многу вештини му биле потребни за да го направи. Не знам, како и да е, важно се случува и ќе ве поттикне, ова нешто што ќе дојде, поракава или состојбава или што и да е, ќе ви даде вас очигледно некаква насока. Да, ќе ви исполни желби, ќе ве врати, ви кажав, ќе застанете сега цврсто, ќе успеете и со мисливе да се изборите, ќе успеете и со практичниот дел од нештава, значи ако се работи ќе успеете да ги совладате. Меѓутоа, главното е што вас ќе ви даде некаква насока. Ова ќе ви покаже каде точно треба да погледнете, каде точно треба да действувате, да реагирате. Буквално, како насока, како нешто, значи, некој ве кажува, точно ова е тоа што треба да го направиш. Буквално така, или пак вие самите ќе знаете. Некако ќе дојде и ќе знаете. Конечно, значи, состојба во која сте, на стравови, разочараност и депресија, ќе се трансформира како по некоја магија, буквално како по некоја магија. Сега за некој друг дел од вас пак, јас мислам дека вас ќе ве израдува некој јарец. Ако не е јарец,
Или па вие ќе израдувате некој јарец, зависи на која страна сте, меѓутоа некој овде ќе израдува со некакви убави вести, или пак со нешто што го направил или што му се случува, или вие сте тој, кажав, зависи. Овој некој или ова нешто до сега било во страшно лоша состојба, може би депресија, може би тага, едноставно не може да излезе од состојбава на жалење, на тага, на очај, на депресија, се повлекла во себе и буквално не дава можност, до сега зборуваме, не давала можност да се допре таму, да се дојде до комуникација, да се било што, значи не дава, блокира се од страна за да се помогне овде. И сега во август месец ви кажав, ќе ви израдува со некоја постапка, затоа што конечно од маглата, од депресијата, од очеот, чекор по чекор, не наеднаш, меѓутоа чекор по чекор почнува да излегува. И тоа за вас ќе биде на голема радост, многу голема радост ќе представува ова за вас. Некој друг дел од вас, вие ќе бидете причината за некои двајца да склучат некакво партнерство, договор, да одлучат за некакви вие ќе бидете причината за некои двајца да прослават некаков успех. Овие двајца може се едниот близнаци, вага, а другиот шкорпија, рак, или пак риби, а може би па се само две спротивности, едниот емотивец, другиот не, емоциите ги ставя настрана, единствено со разумот само, преку разумот комуницира, не внесува емоции, меѓутоа како и да е, меѓу тие две личности, или меѓу тие две енергии, ќе се случи некаква сделка, некаква убава работа која ќе направи да се соберете заедно, да прославувате, ама мислам дека вие сте главната состојка за сето ова да се случи сте вие. Главната инспирација сте вие, мотивот сте вие. Вие ќе бидете причината за тоа. Еден друг дел од вас, ова е за вас, за вие што чекавте нешто, чекавте подготвени, наоружани и спремни, меѓутоа чекате, подолго време чекате да се отпочне нешто, да се влезе во некоја битка или да се заврши некоја работа. Не можевте до сега без ова, но сега во август доаѓа, веста доаѓа, информацијата доаѓа, стартот, едноставно ќе биде означен стартот за вие да влезете во борба. Метафора значи да влезете во борба или да отпочнете, не го отпочнувате, ова до сега нешто се случуваше, ова е незавршена работа, вие чекавте да се заврши, еве сега ќе дојде веста дека сега е време да може да действувате. Еден дел од вас пак, некоја водолија, не знам, некоја водолија постојано, значи постојано, буквално се појавува на секаде, каде да погледнам, водолијава се појавува на секаде. Некоја водолија нешто работи во тајност, крие, уште не е подготвено тоа што го прави, меѓутоа очекувајте дека таа ќе биде магионичарот очигледно во вашиот живот, што прави нешто, но месец август е период кога таа нешто прави, или пак вие сте тој кој ментално ќе вложите се што можете, се што имате, ќе действувате само преку мислите, умот, емоции не вложувате и не е што вие ќе смислите нешто во тајност.
ова ќе се случува. Или тој таа го прави, или вие го правите нешто во тајност, нешто се крои, некаква нова судбина, некаква нова идеја, нешто ново се крои. Бидете подготвени за тоа што во септември веќе ќе ви биде презентирано сето ова, или вие некому ќе презентирате. Драги овни, тоа е тоа за сега. Се надевам уживавте и до следната. Чао, чао!